Во Штипската касарна Јане Сандански со пригодна свеченост и дефиле се одбележаа 73 години од формирањето на вториот механизиран пешадиски батальон од првата механизирана пешадиска бригада на армијата на Република Македонија. Имено пред 73 години во селото Митрашинци Беровско и формирана 14-та младинска македонско народно ослободителна ударна бригада Димитар Махов. Својот борбен пат, веднаш по формирањето, го започнала на 18 септември 1944 година во районот на селото Будинарци со задача да го запре напредувањето на фашистичките сили кон Виница. Следната задача на бригадата била изведување на операција за ослободување на Кочани, а потоа го продолжува својот борбен пат по десната страна на реката Брегалница на правецот Кочани Штип Свети Николе. Подоцна учествува во операција за ослободување на Скопје, како и во борбата против непријателските сили на правецот кон Тетово. На 12 јануари 1945 година го продолжува својот борбен пат со учество во борбите на крвавиот Сремски фронт помеѓу Шид и реката Дунав, каде што ги претрпува најголемите загуби во човечка жива сила. На 26 мај 1945 година бригадата изведувала борбени дејства во околината на целја Словенија, а потоа на враќање преку Босна учествува во разбивањето на остатоците од фашистичките сили. Војниците од батальонот земаат активно учество во сите дејствија што се неопходни за безбедност на државата и активно учествуваа во справувањето со мигрантската криза. Ние, припадниците на вториот механизиран пешадиски батальон од првата механизирана пешадиска бригада, сме горди што сме припадници на армијата на Република Македонија со врежан херојски и патриотски дух на нашите предци од народно-ослободителната борба и линденците и сите борци низ изминатите векови назад кои ги дале својот живот за слободата на Република Македонија. Денес, вториот механизиран пешадиски батальон представува воена сила достојна за почит, пополна со професионален персонал, обучен и извежбан за извршување на борбени задачи во сите услови и во согласност со стандардите на земјите членки на НАТО. Денес војниците на АРМ представуваат воена сила достојна за почит, пополнети со професионален персонал, обучен и извежбан за извршување на борбени задачи во сите услови во согласност со стандардите на земјите членки на НАТО. Бидете горди што сте дел од армијата на Република Македонија, како институција која ужива најголема доверба кај граѓаните на Република Македонија. Бидете горди на војничката професија и продолжите да работите вредно и посветено, со што заедно со останатите припадници на првата механизирана пешадиска бригада, но и на армијата на Република Македонија како целина, ќе останеме најсилната гаранција за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Нека ви е честит денот на вториот механизиран пешадиски батальон. По повод одбележувањето на денот на единицата беа положени букети цвеќе пред споменикот на македонските бранители на влезот во касарната Јане Сандански во Штипа. На најдобрите војници им беа доделени стимулативни мерки и награди и пофалници. Беше прогласен и најдобриот вод во вториот механизиран пешадички батальон. На свеченоста учествуваа представници од институции, локалната самоуправа, граѓани и ученици.